Денес на седницата на Советот на општина Василево, една од главните точки беше ребалансот на буџетот на општина Василево. Знаеме и самите дека секој буџет на секоја локална самоуправа се состои од повеќе компоненти, меѓу кои најважни се приходното и расходното конто на буџетот на секоја општина. Имајќи го во обзир фактот дека имавме повеќе причини во текот на 2016 година за намалување, односно ребаланс на буџетот на општина Василево, една е и економската криза која имавме во Република Македонија, која се рефлектира на ниво на сите општини на територијата на Република Македонија, па така и општина Василево. Имавме одредено намалување на буџетот на општина Василево заради што подобра реализација на самиот до крајот на 2016 година. Што значи дека со бројки основниот буџет на општина Василево се намалува за 22%, а вкупниот буџет се намалува за 14%, што значи со таа разлика што само финансирачките дејности се зголемуваат за 14%, а донациите се зголемуваат за 7%, што значи дека во општо вкупната бројка на намалувањето на буџетот на општина Василево би изнесувала околу 14%. Јас се надевам, како и досега, и изминатиот период, изминатите години, општина Василево ќе смогне сили овој буџет што го имаме донесено сега со ребалансот, до крајот на годината ќе го реализираме вкупно, односно имајќи го во обзир фактот дека и исплатите, односно трансферот од владините и невладините институции се во крајот на тековната година, односно се случуваат ноември-декември, се надевам дека реализацијата на буџетот на општина Василево ќе биде реализирана во потполност. Една од точките што ја имавме исто на денешниот состанок совет на општина Василево е одобрувањето на средства во висина од 30.000 денари на Македонската православна црква за изградба на параклисот кој го имаме на влезот на населеното место Василево, што значи дека ние како локална самоуправа помагаме на сите институции, владини, невладини на територијата на општина Василево, вклучувајќи и Македонската православна црква, со што веќе гледаме и самите се гради еден храм кој го означува символот на христијанството на нашата територија.